Општина Виница успешно ја заврши постапката за продажба на државно градежно земјиште за изградба на објекти за индивидуално домување, како и за комерцијална дејност, односно лесна индустрија, стоваришта и магазини. Во предвидениот рок за пријавување, што траеше до крајот на декември, потребната документација за учество на електронското наддавање ја поднеле поголем број инвеститори. Од локалната самоуправа истакнаа дека од понудените 8 се продале 7 парцели, од кои сите 5 со намена за изградба на објекти за индивидуално домување. Парцелите се со површина од 300 до 560 квадратни метри и наменети се за изградба на куќи на улицата Пиринска во близина на метеоролошката станица. Исто така, продадени се и двете парцели наменети за лесна индустрија, стоваришта и магазини со површина од 950, односно 8540 квадратни метри, со обезбеден пристап во индустријската зона на влезот во Виница. Единствено за парцелата од 740 квадратни метри наменета за мали комерцијални дејности, односно за трговски дуќан на улицата Пиринска, немало заинтересирани купувачи. Најверојатно причина за тоа е што почетната цена на надавањето за неа изнесуваше 1600 денари за квадратен метар. За останатите парцели, почетната цена беше по 61 денар за квадратен метар, но од локалната самоуправа на Виница информираа дека купувачите наддавале по неколку прагови повисоко, така што постигнати се над 15 пати повисоки цени од почетната. Со тоа, во општинскиот буџет ќе се слеат тројно повеќе приходи од очекуваните. Со оглед на добрата заинтересираност за купување градежно земјиште, особено за индивидуално домување, од општина Виница информираа дека наскоро ќе почне подготовката на нова постапка за отуѓување државно земјиште. За тоа ќе биде објавен јавен повик до сите заинтересирани инвеститори во општината и пошироко. Со обезбедување хуманитарни пакети со храна и производи за одржување хигиена, Ротари клубот Кочани Виница ги комплетира активностите што почнаа кон крајот на минатата година, а беа наменети за поддршка на социјално загрозените семејства. Членовите на клубот со донираните средства што ги собраа на оризовата Бела ноќ кон крајот на октомври набавија околу 2 тона производи. Тие ќе им бидат поделени на семејствата од двете општини на кои им се најпотребни, а токму пред празничното одбележување на Божик. Средствата за да ги обезбедиме овие потребни материјали ги собравме на донаторската вечер, Оризова вечер, и уште тогаш обеќавме дека за време на новогодишните и божитните празници овие пакети ќе бидат поделени. Денес се собравме овде, сите ротаријанци заедно, да ги спакуваме овие пакети и ќе ги доделиме на невладени организации кои работат најблиску со социјално загрозените категории на наши сограѓани и кои они најдобро ги познаваат и најлесно ќе стигнат пакетите на најпотребните места. По двете општини ќе бидат доделени 50 на пакети, станува збор некаде вкупно има околу 2 тона храна и материјали за хигиена. Хуманитарната Оризова Бела ноќ минатата година се одржа по 8 пат, а настанот беше со цел да им се помогне на лицата кои имаат проблеми да ги обезбедат основните услови за живот, како што е храната. Во изминатиот период на дејствување, членовите на Ротари клубот Кочани Виница помагаа и на здравствените институции, училиштата и другите установи во двете општини. Отсуството на ветер и појавата на магла во Кочанската котлина повторно предизвикува пораст на загаденоста на воздухот. Според мерењата на мониторинг станицата за квалитет на воздухот во Кочани, присуството на така наречените PM10 честички во изминатите денови е зголемено и во текот на сите 24 часа е на високо портокалово ниво, односно само 1 степен пониско од максималната горна граница. Ваквата состојба се смета за сериозна, но се уште не е алармантна, стои во извештајот на Министерството за животна средина. Релативната загаденост на воздухот е во горната граница над дозволеното, но е пониска од онаа во Гостивар, Тетово и скопските општини Гази Баба и Ѓорче Петров, каде достигна многу високо односно црвено ниво. Присуството на сулфур диоксид во воздухот во Кочанскиот регион е во светло-зелено, односно многу ниско ниво, што е во рамки на дозволените параметри.
Зголемената концентрација на PM10 честички се должи на тивкото време во изминатите деноноќија, а порастот е од осигурувањето на огревниот материјал во домаќинствата и институциите. Со оглед што за наредниот период метеоролозите најавуваат мали промени на временските услови, се очекува концентрацијата на штетните честички во Кочанско да забележи известно опаѓање. Сепак, се уште во сила се препораките на Институтот за јавно здравје, кој заради високото загадување на воздухот им препорача на граѓаните да носат маски и да не излегуваат од дома без потреба, како и да не ги отвараат прозорците. Кон апелите за намалување на загадувањето на воздухот се придружи и Македонската православна црква, од каде нагласуваат дека палењето на бадникарските огнови не е во склад со христијанството и традицијата. Поради тоа се апелира до граѓаните да се воздржуваат од таквата практика, каде освен палењето оган се пушта и гласна неприкладна музика и се консумира алкохол. Новозапишаните, како и студентите кои веќе студираат на јавните високообразовни институции во државата, ќе можат да конкурираат за добивање стипендија од буџетот на општина Зрновци. Локалната самоуправа го објави конкурсот, со кој ќе им се обезбеди финансиска поддршка и на учениците во средното и основното образование, а кои живеат во семејства со самохран родител или пак двајцата родители им се невработени. Услов за добивање на стипендијата е кандидатите да се жители на општина Зрновци, како и да не се корисници на финансиска помош од други институции или пак компании. Сумата што општина Зрновци ја определи во буџетот за оваа намена годинава е зголемена за 120.000 денари во споредба со лани, односно вкупниот фонд изнесува 280.000 денари. Рокот на конкурсот веќе тече од 3 јануари и ќе трае 15 работни дена, односно до 23 јануари. Услов за добивање на стипендија за студентите бруцоши е да имале просечен успех 4 или 5 во текот на средното образование. За постојаните студенти пак, освен успехот во студирањето, бодови им носи и материјалната состојба на семејствата во кои живеат, како и дефицитарноста на струката за која се образуваат. Во зависност од бројот на пријавени кандидати, како и оние кои ќе ги исполнат условите, ќе се определи и месечниот износ што ќе го добиваат како поддршка од општина Зрновци за тековната студиска, односно учебна година. Во текот на минатата година од буџетот на општина Зрновци стипендии добиваа 15 студенти и ученици. По 2-годишна пауза поради ковид пандемијата, годинава во Кочани повторно ќе се одржат бадниковите поворки во рамки на одбележувањето на Христовото раѓање Божик. Манифестацијата се организира по трет пат, а според најавите од православниот храм Свети Великомаченик Ѓорги, подготовките се при крај. Бадниковата поворка ќе се одржи в петок на 6 јануари со почеток од 9 часот, а во неа ќе учествуваат 120 дечиња. Поворката ќе тргне од дворот на храмот Свети Великомаченик Ѓорги и ќе се движи по улиците Илинденска и Димитар Влахов до мостот кај шопинг центарот. Од таму по улицата Маршал Тито ќе стигне до градскиот плоштад и зградата на општина Кочани. Од Кочанскиот православен храм ги повикуваат верниците кои се во можност во периодот од 9 до 9:30 часот в петок да излезат и да ги поздрават малите бадникарчиња, кои низ градските улици со песната Вечниот Бог ќе ја објават радосната вест за Христовото рождество.